После тефсирот, Шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах вели тефсирот, значи објаснувањето на шахадетот е во други ајети во Куранот. А најдобро тефсирање е Куран со Куран да правиш. Значи да тефсираш ајет со други ајет. Значи еден ајет го објаснува другиот ајет. После гледаш во сунетот, после гледаш во сахаба, табиин, шорет и така. Најдобар тефсир е Куран со Куран да правиш. Како што вели Шейх Салих Ал-Фаузан, хафизахуллах. Зошти шахадетот шахид Аллаху аннаху ла илаха илла хуа. Што велите? Аллах джелешан што вели? Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi. Кога им рече, им се обрати Ибраим алейхи салату вассалам на неговиот татко и неговиот народ. Значи овде иде бараату мине ширк ва ахлихи, откажување од ширкот и неговите следбеници, иако се може би твоите најблиски. Овде кој беше на Ибраим овја? Ебихи, неговиот татко. Неговиот татко. Што рече Ибраим? Иннени бараун мимма та'будун. Јас сум чист и се откажувам од она вие што го обожавате. Јас сум чист. Значи се откажуваат, ова е негација. Ла илаха. Негират све. Значи ла илаха е негација. Илла Аллах потврдување. Значи ти негираш во ла илаха, негираш све што се обожават. Велиш немат никој да се обожават. После идет големиот исклучок. Илла Аллах, освен Аллах. Ибраим алейхи што вели? Иннени бараун мимма та'будун. Јас сум чист од тоа вие, од сите врси на обожавање вие што правите. Илла аллази фатарани. Илла аллази, значи илла, ла илаха. И овде илла, исклучок. Кој е тој исклучок? Освен не се откажувам од онега, од кого? Фатарани, што ме сфори. Фа иннаху сејехдини. На вистина тој има мене да ме упатит. Значи ова беше цврсто откажување од Ибраим алейхи салату вассалам, откажување од неговиот татко и неговиот народ и од нивните кипови и ширкови што правеа. И накрај велит исклучок. Освен не се откажувам и сум покорен спрема кого? Спрема оној што ме сфори. Зашто тој што ме сфори, тој има право само да го обожавам. Значи тој што те створил, тој има право да биде обожаван. Никој друг. Никој друг. И навистина тој има да ме, и тој навистина има да ме упатит. Навистина тој има да ме упатит. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِعَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ. Остави ова долготраен збор. Значи што обожавањето на Аллах субхана ва таала. Остави зад него за неговите следбеници да се вратат назад. Wa qawluhu, и исто говору на Аллах субхана ва таала, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ. Му вели на Аллах субхана ва таала, о, му вели Мухамед збори. Што? Речи им, о, вие луди на книгите. Ехлул китаб, значи, Јахуд ван Насара. Јаудите и христијаните. Што им вели? Што да им речит пекамберот салаллаху алейхи ва саллем? Што им речит? Та'алау ила калиматин саваин бейнана ва бейнакум. Дојдите да се собериме во еден заеднички збор. Дојдите да се соединиме во еден заеднички збор. Кој е тој заеднички збор овде? Што велат алимите на тафсир? Овие значи калиматун сава, заедничкиот збор, ова е ла илаха илла Аллах. Значи ја ахлул китаб, дојдите да се соединиме, но како да се соединиме? Како и хванците што велат, ајде, каков бил на кабирит, со нас на кабирит главно. Дури хванците најдош бати на Сара. И секакви, зошто бројот им е важен. Еве сега нон-стоп тажа за овега Сулеймани. Нон-стоп тажа Сулеймани, брат. Тој тепал муслимани низ Ирак, низ Либија, низ Сирија, низ секаде, тажат. И прачаат писмо дури таму во Иран. Тажат за него, за таков џавол. Џавол, брат.
Ehlu sunna, brat, сестречни кога или умираат, или се уништуваат луѓето на новотарија. Нарочно вакви злочинци како овега. Сулеймани, што го направија Ирак, брат, Багдад и другите места што се беа место на сунна, брат, извори на суннетот, сакаат да го остават тука рафидизмот. Што ништо не е друго, ова е рафидизам, освен што негирање на оваа вера, брат. Тие рафиди уште не можат да понесат болкат од Омера ради Аллаху ан. Зато до ден денес е голема омраза на Омера. Зошто? Омер им го расипа перзиското кралство. Династија. Да, Омер. И до денеска зато не може да понеса, брат, тие. Ер-Рафида. Qatelahumullah. Дојдите со еден заеднички збор. Што е? Ела нa'буда илла Allah. Да не обожаваме никој други освен Аллах Джелешану. Вала нушрика бихи шеја. И да не правиме на Аллах Джелешану никаков ширк. Вала јеттехида бa'дуна бa'дан арбабан мин дунилlah. И да не земаме ние други богови да ги увеличуваме освен Аллах Джелешану. Фа ин таваллау, ако тие се откажат, ако ви ги свртат вас плечите, така речено, факулу, речете им ним, што? Факулу ишхаду би аннана муслимун. Тогаш потврдите вие дека ние сме муслимани. Овај ајет, Шех Салих Ал-Фаузан, велит е објавен кога дојдоа на делегација, група на христијани од Неџран, едно дело Саудиска, Неџран што се викат, дојдоа тие од Неџран ке пекамберот салаллаху алейхи ва салам. И после долго дебатирање со ним, и пекамберот салаллаху алейхи ва салам виде дека тие не се луди што ја бараат вистината и сакаат вистината да ја примаат, тогаш и повикуваше пекамберот салаллаху алейхи ва салам, значи за еден заеднички збор. И исто во тефсирите се спомнуваат дека пекамберот салаллаху алейхи ва салам ги предизвика да се преколнуваат. Ако е лажен пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва салам, да биде уништен во местото тука одма. А ако тие се лажговци и не ја примаат вистината поради инаат и други работи, тогаш да бидат тие уништени во тој момент. И тогаш тие се уплашија. Зашто во себе внатра знаете дека тој е вистински пекамбер. И тогаш му побара на пекамберот салаллаху алейхи ва салам да плачаат ел-џизја. Ел-џизја значи данок. Данок да плачаат и да ја чуваат нивната вера што беа. И пекамберот салаллаху алейхи ва салам ги остави. Значи тие се одлучија да плачаат данок и пекамберот салаллаху алейхи ва салам ги пушти. Но не прифатија, значи да се преколнуваат, зашто знаете дека тој е вистински пекамбер. Знаете дека тој е вистински пекамбер. И после Шех Салих Ал-Фаузан шо вели? Значи значењето на ла илаха илла Аллах, така ла ма'буда бихаққин илла Аллах, ва лейсе кема јекулу ахлул батил. И не е како што го тефсираат, како што објаснуваат луѓето на невистината. Што велат ла халиқ ва ла разиқ илла Аллах. Таблиците. Значи ахлул батил. Како што велат, ако мржи што значи ла илаха илла Аллах, ќе речат нема створител, нема Господ освен Аллах Џелешану. Така велат. Нема Господ освен Аллах Џелешану. Тоа е теухид рубубија. Тоа е теухид рубубија. Исто првите мушрици, кога пекамберот сам дојде кај нив во Мека, тие нема проблем за ова. Да речат дека Аллах створител, снабдувач и управа целиот систем. Ова не беше дискусија меѓу пекамберот и Кураиш, мушриците. Овде немаше дискусија. Дискусијата беше да го прават Аллах Џелешану еден и единствен. Шо велат?
a ja'ala al-alihata ilahan wahida. A ги направи сите богови еден бог. Значи тие знаете како речат ла иляха илlallah, треба сите богови да ги остават, да ги негираат. Само еден вистинскиот бог, Allah subhanahu wa ta'ala, да го обожаваат. Инна хада ла шејун уџаб. На вистина ова е чудна работа. Значи мушриците вераат. Значи тие знае, кога ќе бараше пекамбар саллаллаху алейхи ва саллем тие ла иляха илlallah, тие знае што значи ла иляха илlallah. Денеска муслиманите не знаат што значи ла иляха илlallah и затоа тврдат џумите ништо не било и после оди на гробот, има страф од мачката, има страф од ова, има страф од она, или како братот што рече да се враќаш од гробот ваке со лицево, не да му го вртиш гробот на гробот грбот. Ова што е? Хауфун сир, скришен страф за тој мртов да не ти наштети тебе. Ови работи, значи не се ови работи, значи ше Мухамед ибн Абдуллах рахимахуллах што ги спомнуваат измислени работи што не екзистира, не. Ова е реалност. Ова е реалноста како големиот дел на муслиманите живеат денеска. Затоа, значи, тие сватија мушриците што значи ла иляха не го говора. А денес многу ќе му вели што се гледа брада пуштил, вели џумити по сунет, вели тој. Но работава не е вели, како Шех Албани рахимахуллах вели, секој велеше има еден поет арапски вели, секој вели дека Лејла го сака него, но Лејла не познава никого од нив. Имала некоја Лејла во Сирија, во Шам, во Дамаскус, стотици години. Значи, убава девојка. И секој младинец во село велел, Лејла мене ме сакат. И шаир, арапите се познати за поети, и правил поезија, што ден денеска се чита таа поезија. Секој вели дека Лејла мене ме сакат, а Лејла не познава никого од нив. Така и денеска, јас сум секој селефи. Но селефи е во твоето дело, не да го речиш со уста. Да фантазираш. Твоите дела кажуваат дали си селефи или не си селефи. Затоа, како што вели Шех Салих Ал-Фаузан, дека шахадетот, ла илаха илlallah, првиот дел е нефи, значи негација. Вториот дел илlallah, ифбат, потврдување. И Шех Фаузан вели, ако бидиш прашан, кои се двете столбови на шахадетот, првиот дел на шахадетот, кои се двете? Нефјун ва ифбат. Негација и потврдување. Да негираш све што постои, да немаат право да имат да се обожават, илlallah, освен потврдување за Allah subhanahu wa ta'ala и за никој други. После вели Шех Салих Ал-Фаузан хафидахуллах дека шахадетот ла илаха илlallah, за да ти биде коректен и прифатен, имат 7 услови. Шурут, 7 услови. Значи не е само ти велиш ла илаха илlallah и по твое сјош. Не. Прва работа, кога тврдиш ти ашхаду ан ла илаха илlallah, ова го тврдиш со ошти сознание. Не дошли ти рекол баба ти твој, или комшијата твој, или старба. Не. Ти сам со потполно знање. Спротивноста од знањето што е? Джахл, незнање. Сега ти прашај се, дали со знање го говориш тоа или без знање? Затоа Шех Мухамед што научеше да го познавам Аллах Джелешану, зошто со знање после да го одговориш, тој шахадет. Втора работа, ел-јақин. Јақин е со убедливост. Ти си убеден 100% дека тоа е вистина. Спротивноста од јақин е шек. Значи ти се колебаш. Мој да биде вистина, мојта Аллах Джелешану да екзистира, мој да не екзистира. Не го видел никој.
Така колку муслиман има. Муслиман велицу, аџија велицу. Да. Та и други работча. Што се куфр изговори. Значи ти со јакин, како го добиеш јакин? Со пушење цигара секој пред џамија? И после ација со по кафулината? Не, брат. Или ти одат при кафина, нон стоп пијат, од кафе на кафе. Не можат да се отрезнат од кафиња многу. Јакин, брат, ќе читаш Куранот, говорот на Аллах субхана ва таала, ќе читаш суннето на пегамберот салаллаху алейхи ва салам, тогаш твојот јакин убедливо се цврсти. Без знање не се цврсти ништо. Трети шарт, трети услов што е? Ел ихлас. Ти го велиш со искреност, потполна искреност. Не си значи лицемерен. Зашто мунафиците и тврдеа ке пегамберот салаллаху алейхи ва салам. Тврдеа дека е пегамберот салаллаху алейхи ва салам пегамбер. Но што тврдеа само со устите, не бе искрени. Им вредеш ова, ќе Аллах не им вреди. Затоа пази да не бидеш ути во оваа опасност. Четврта работа е сидк. Сидк. Значи со вистиност. Ти си значи со вистиност го изговараш тој збор. Петта работа ел махабба. Со љубов. Со љубов спрема Аллах субханаху ва таала. И ти сакаш поради тој збор, си лојален поради тој збор и мразиш поради тој збор. Го разбравте ова или не го разбравте? Поради зборот ла илаха илаллах. Ти си лојален и сакаш луѓето на ла илаха илаллах и мразиш оние што се непријатели на тој збор. Противници непријатели. Вал инқијат. Шести услов што треба ла илаха илаллах да го содржуваат, да ти биде тебе аутентичен и праведен и коректен, ел инқијат. Инқијат покорност. Да бидеш покорен спрема Аллах субхана ва таала. Ако не си покорен, ти му го вртиш грбот и го оставаш и го заоставаш. Исто, седмиот и последниот е ел кубул. Ел кубул, прифаќање. Да го прифатиш целосно. Целосно, не да велиш ова ме се свиѓа од исламов, ова не ме се свиѓа од исламов. Ова не е концертна желба овде, брат. Ова не е концертна желба. Ова сака да ми се свири, она сака да ми се свири. Не е ова концертна желба. Да. Ова работа се играш ти со џехеннем. И дури за секогаш. Ако умриш мушрик, халиден мухалледен финнар. Секогаш, за секогаш во џехеннем. Секогаш, брат. Значи ти биди малце паметен. Не го губи, значи, ахиретот за малце мигови во овај дуњалок што се минливи и заборавливи. Ти паметен, ако се сакаш за себе си доброто, ти гледаш секој ден умираат луѓе. Ти го гледаш. Секој ден сведочиш умираат луѓе, гледаш дека заминуваат. Тие зошто заминуваат? Зошто имат нешто поголемо човекот што е створен. Не е створен само тој тука да јајти, да пијет и да спиет и готово заврши после. Не, ќе бидеш оживен. И оние што правеле добро, ќе бидат со добро наградени. А оние што правеле зло, ќе бидат на тој начин исто казнети. Затоа секој ден треба да мисли, да се спрема и да прифати. Ја ејухеллезина амену удхулу фис-силми кафа. Аллах џелешан што вели? Овие што се верувале. Значи овде се обратуваат Аллах џелешан на кого? На оние што веруваат, на верниците. Што им велите Аллах џелешан на верниците? Удхулу фис-силми кафа. Влезите во верата целосно. 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 Не 99%, не 100%. Кафа. Значи предај се целосно. Прифати целосно. И нависна тука е стречата. Валлахи, брат. Ти бараш стреча, спокојност, тука е стречата и спокојноста. Не барај угар и удолно. Не барај.
никогаш нема да се досадат. Никогаш нема да бидеш тажен. Тука е твојата среќа и твојот спас, и твојата сигурност, и твојата спокојност во исламот. Единствена примана вера ке Аллах Джелешану. Единствена. Нема друга вера ке Аллах Джелешану. Немат. Не сме ние широко ме советувачи на осигурање. Да велеме и вие се убај, и тие се убај. Не. Нема. Верата ке Аллах Джелешану е исламот. Кој бара друга вера не е прифатлива. И од загубитниците. После велит шех Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах е дека доказот, овие беа докази некои сега за шахадетот, за ла илаха илlallah, за првиот дел од шахадетот. Сега вториот дел од шахадетот што е? Мухаммедун Расулуллах. Ва делилу шахадати анна Мухаммедун Расулуллах قوله تعالى говорот на Аллах Джелешану. Значи види, вели нешто, одма иде со аргумент. Ова е вера, брат. Ти кажува нешто, те учи нешто, одма аргументот ти го сервира. Значи не верувај ми зашто јас сум шејх или јас сум 30 години стаж има во верава. Не. Нема двакви мабети во исламот. Абе јас сум оџа. Баба ми беше оџа. Стар баба ми беше оџа. Ние сите оџи бевме. Ние ако не знаеме, нема кој да знаете. Но работава ова не е со наследување. Ова не е наследство на човек. Аллах Джелешану не. Кому сакат му го отворат неговото срце за оваа вера. Ја му дават сваќање. Док од едни од доказите што велите Аллах субханаху ва таала лaqad جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Овај ајет го слушате многу пати вие тука в џамија, така? И прават сите грешка фатална. Да, и тој што студирал во Египет завчера. Да. Овде зошто ја се чудам, брат, кај ми е паметот нивне? Тие прават се застануваат لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز. Така? Ова го расипува цело значење на цел ајет. После велат алейхи ма аниттум. Овде азизун алейхи ма аниттум. Нему му паѓа тешко она што ви имате тешкоти. Ако го велиш мин анфусикум азиз, после на нему му е тешкото ваше. Значи го расипуваат значење, на нему му е она тешкотото, на нему му она тешкотото. Не, азизун алейхи ма аниттум, значи азизун алейхи, тоа поврзано. Ти шо прават? Мин анфусикум азиз. Значи од вашата средина што е азиз, значи што е угледан. Така ти го, ама овде во оваа значење, во оваа склопка на ајетот треба да го чуti, значи да заправиш запирка, ако немаш воздух, мин анфусикум, од вашата средина. После читаш азизун алейхи ма аниттум, нему му паѓа тешко она што ви тежи вас. Значи ти ова нему му паѓа тешко го бришат од почеток, зашто се запират тука. Тој кај мене пред неколку дена читат, кога вели Јакуб алейхиселам на синовите него и кого ќе имате да божавате после мојата смрт, ти вели на'буду илахака ва илаха абаак. Ние има да обожаваме Господ твој, значи Аллах Джелешану и Господ на твоите татковци, значи Аллах Джелешану, кои се неговите татковци од Јакуб алейхиселам? Ибрахим ва Исмаил е негов чичко. Овде се вели, значи ова дозвола му речи на чичкото татко, зошти во ова ајет го спомнат Аллах Джелешану Исмаила како татко на Јакуб, а во вистина тој негов чичко. Ибрахима ва Исмаила ва Исхака, овде тој немаше воздух после. И вели ва Исхакун илахун вахид. И Исак е еден други Бог. И после јас су оđа и кој су и што су. Тој нема појма што читат. Фатални грешки, брат.
се надеваме дека поради нивниот голем джахел, игноранца, значи незнање да бидат оправдани. Се друго нема брат. Ова е куфр. Еднош еден ученик направи ваква грешка. Бо овај ајет, ва исхакун илахун вахид. И професорот настал му рече, ова е голема грешка. Одназад отправи го, ва Ибрахима, ва Исмаила, ва Исхака илахун вахид. Значи ки го обожавам ја Богот на Ибраима, на Исмаила и на Исака е единствениот Бог. Значи имат сваќање ајетот. А ти ќе направиш стопка Исака и послиш Исак и еден Бог Исака. Ва Исхак илахун вахид. Значи Исак е еден Бог други. Да, морат. Нека нашиот овде, не научил арапски и после види јасно филен. Брат, клучот е, клучот. Ако не знаеш арапски, ти грешки баш фатални. Другиот таму желездарот е на вечер излезе. Да, желездар е, желездар. Овде харисун алейкум, харисун, значи тој е, значи, харис, шо ли шех фузана, значи тој се трудит за вашето упатување и да ве извади вас во ихраджуку минел зулумат и да ве извади вас од темнините ила нур, во светлоста. Значи харис. Тој че да таму харисун алейкум. Харис. Значи харис по арапски чувар. Од харис, харис го направи. Харис е чувар, брат. Чувар. Да, тој кладе елиф. Харис. Значи харисун, харис. Харис алейкум рече. И шибат, немат страм, брат. Арапите велат, барем страми се од себе си свое. Го знаете ова? Страми се од тебе страми се, од тебе. Имај го себе си како да си двајца. Страми се од себе свое. Ти зна границава до кај си. Тој ме гледа, јас су тука, тој другиот Исхакун илахун вахид не дојде, ниниот, и тој ме гледа, јас су тука, не велат, ајде, изнајд све. Желездарот. Од ке овие, братучани е твој джемо. Тој беше, брат. Така е желездар, што е? Работи со тоа. Значи, знаат јасно и не. Начала, ми излага, тој джумите е тука. Еден ајет од суратул Фатиха не го погоди кај што треба. Еден ајет. Не го погоди правилно. Да. Да, излезе, брат, ич. И да ме гледаат ваке, до него бев. Никаков страм. Шибај. Харис. Ич. Аузу билла. Да. Значи Аллах џелешану што вели? Лакад џаакум расулун мин анфусикум. Значи вие дојде на вас еден пекамбер од вашата средина. Значи тој од вас е човек, инсан. Азизун алейхи ма аниттум. Значи нему му е тешко она што ви тежит вас исто. Харисун алейкум. Значи тој се труди за вас. Зашто да ве упати? Бил муъминина рауфур рахим. Значи тој е мил и мек спрема кого? Спрема верниците. Но значењето, шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах што вели? Значењето на шахадето, што значи Мухаммедун Расулуллах? Што барат од тебе ти кога речеш јас тврдам дека Мухамед е посланик на Аллах џелешану? Што барат ова од тебе? Што барат? Шех Мухамед ибн Абдул Вахаб вели рахимахуллах: таатуху фима амар. Послушност, значи кажеш Мухамедун Расулуллах, да бидеш послушен во она што ти го наредуваат. Ва таздиқуху фима ахбар. И да го потврдиш она што го пренесе тој. Значи ти она хадисите кога идат сахихе, готово за тебе, ти го потврдуваш. Немат место ти, ама не го фаќат логиката моја. Логиката твоја на пазар оста. Не важи логиката твоја овде. Значи, таздиқуху фима ахбар. Да го потврдиш она што го пренесе пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Ваджтинабу анху ма наха ва заджар.
и отстранување далеку, јани ичтинаб, арапски значи во вистина, далеку стојање, далеку бегање. Од што? Од она што го забранил пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Од она што го забранил пекамберот салаллаху алейхи ве селем и последното wa an la yu'bada Allahu illa bima shara'a. И да не биде Аллах джелешану на ников друг начин обожаван освен онака како што дојде во шеријатот на Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Значи ти велиш Мухамедун Расулуллах, овие 4 работи треба да ги исполниш. Не ги исполниш овие 4 работи, ти не си вистински во твоето сведочење. Ти се лажиш сам. Значи требаш да бидеш послушен спрема неговите наредби, треба да бидеш да потврдиш она што го пренесе пекамберот, што не извести, известувањето од пекамберот да ги потврдиш, وَاجْتِنَابُ عَنْهُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرْ, и да се оддалечиш далеко од она што го забрани. Далеко да стоиш, да бегаш и да не го обожаваш Аллах джелешану, освен онаке како што ти кажал Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Значи како пекамберот, ако сакаш да ти бидат примани делата, иначе делото не ти е примано, биди во јасност. Биди во јасност. И пекамберот салаллаху има предност пред нашите родители. Што значи тоа? Значи овие работи да ги татко ти кога ќе ти нареди нешто, си послушен? Си. Ако не си послушен, се докажуваат овда, ти не си послушно дете. Да. Те известува татко ти нешто, ти велиш лажиш те. Ти забранува нешто, ти шибаш. И така натаму. Но пекамберот салаллаху алейхи ве селем е поважен за нас и повеќе има право од нашите татковци мајки. Повеќе. И затоа треба све што е дојдено од пекамберот салаллаху алейхи ве селем, све што е дојдено, колку што можеме да го ставиме во пракса. Во наредбите, кога рече пекамберот салаллаху алейхи ве селем: "Иза амартукум би шејин фa'ту минху мастатa'тум", кога ќе ви наредам за нешто, направите го колку што можете. "Ва иза нахејтукум ан шејин фатруку", но кога ќе ви забранам нешто, тогаш осајте го. Зашто во извршување на наредбите луѓето се разликуваат. Некој може да се кланјат станат во намаз, некој не може да стои така. Тој колку што може, значи, во седење. Ако не може во седнат, легнат на страна. Ако не можеш на страна, во кој начин да можеш? Значи колку, ама оставање на забраните секој може. Она што го забрани секој може. Зошто? Го оставаш готово. Го оставаш. И ако не ги ставаш овие во пракса, ако не го ставаш ова во пракса, тогаш самиот ќе бидеш тажен и ќе се кајаш. И Аиша радијаллаху анха, што пренесува од пекамберот салаллаху алейхи ве селем, што вели? "Мен ахдеса фи амрина хаза ма лейса минху фахуа рад." Кој обновува нешто во нашава вера, што не е дел од нашата вера, тоа му е нему возвратено. Исто другото ривајет: "Мен амила амелен лейса алейхи амруна фахуа рад." Кој правите едно дело, доши првиот хадис е кој обновува нешто. Некој може да рече: "Денес го обновил ова, ама го прам." Еве не, ама вториот хадис: "Мен амила амелен лейса алейхи амруна фахуа рад." Кој прави едно дело, значи кој делува едно дело што не е од нашата вера, тоа не му е возвратено. Значи секое дело. Затоа твојата работа пред, ако што велат имамите на селеф, пред да правиш едно дело, гледај првош дали го правиш тоа за Аллах джелешану и дали е во согласност со суннето на пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Ако се овие две значи содржани тука, тогаш продолжи. Ако не, запри се. Не ги преминувај чекорите. Но некои луѓе
kako što veli Šejh Salih al-Fauzan hafidhahullah, nekoj ljudi nego prifatija znači pekamberot sallallahu alaihi wa sallam kako pekamber poradi znači haset ljubomora na prvim toa odnjem jaudite ne tvrdeja znači Muhammedun Rasulullah ne tvrdeja jaudite ova tvrdenja zašti ne beše toj od majka jahudijska rodan. Da. Jedinstvena pričina što jaudite nego sledeja pekambera sallallahu alaihi sallam je poradi zašti ne beše toj od jaudinka rodan. Zašti jaudite go znat pekambera sallallahu alaihi sallam i znaje vo koje mesto od prilika ke dojte. Zato vo Saudijska Arabija, vo današnja Saudijska Arabija, kad imalo toga žaudi vo Medina i vo Hajbar. Gradot Hajbar, što danas postoji. Zašti Medina i Hajbar gledano kako gradoj vake isti se. Površin, znači ravni gradoj, so urmišima mnogo i ti ne zna, znači so ke dođe grad so urmi i ramen grad. Koga pojde ovo poluarapski ostrov, bara znači karakteristikite na tije gradčina. Najdoa Medina i Hajbar. Едни јаудици остана тука, другите замина во Хајбер. И сега чека некоја јаудинка да стане трудна и да го роди тој пекамбар, што е опишен во Теуратот. Да. И кога има јаудите пред да дојде пекамбарот салаллаху алейхи ва селем во Медина и пред да дојде објавата, кога јаудите има проблеми дека беа тие дошлаци тука во арапскиот полуостров, значи во Медина, кога има значи ратишта така речено со Аус и Хазрач, овие Аус и Хазрач се две големи племена во Медина, арапи. Значи со база арапи, темел тука арапи, со корен. Значи, коренитливи арапи. Овие јаудиви дојдо од друго место. И чека, дошли има знање, овие арапи нема знање. Дека пекамбер ќе дојде и на овие места. Увек кога има рад јаудите со арапите, им веле, вие тепајте на нас сега, но кога ќе дојде пекамберот, ние имат вас да ве тепаме, зашто ќе бидеме јаки. Така веле увек. Но Аллах Джелешану сакаше за Аус и Хазрач да бидат тие што го прифатија пекамберот во Медина и му го отворија патот за хиџрет и јаудите не примаат тогаш исламот. Да. Тие големи племена во Медина. Тие прифатија исламот, јаудите кои видоа дека не беше тоа јаудиска мајка, не го прифатија. Значи од што? Од хасад. Исто, Абу Џахал. Абу Џахал е исто од Курејш. Но Курејш имат корења. Пекамберот е гранки, значи од Бену Хашим. Овија Абу Џахал не беше од Бену Хашим. Не беше од Бену Хашим. И кога дојде пекамберот салаллаху алейхи ва селем, зашто велите Абу Џахал? Кунна нахну wa Benu Hashim mutasawiin fi kulli umur. Velit Abu Џахал, što je Firaun od ovaj ummet vo ummetu na Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i толку жесток непријател на муслиманите на пекамберот салаллаху алейхи ва селем, што вели Абу Џахал? Ние, мојата гранка од Курејш и Бену Хашим бевме едно Значи како се вика зборот? Еднакви бевме, значи вредност, иста вредност имавме. Фи кулли умур, во сите работи. Лакиннехум калу, но тие рекоа, минна Расулуллах, од нас е пекамберот од Аллах Џелешану. Ва лейсе минкум расул, а вие немате расул во вас. После што велите Абу Џахал? Мин ејна наъти би расул. Од каде да дојме сега ние со пекамбер? Значи, од каде да дојме ние со пекамбер? Значи, ова беше за ним, Аллах Џелешану ги почести Бену Хашим за бидит пекамберот во нивното племе. Ова е почестување. Овие ваму што беа еднакви до тогаш, одено жеде оваа голема чест, што не се мери со никоја друга чест. Рекоа, ние имаме пекамбер сега. Вие
I той вели човек, min ejna na'ti bi rasul, od kada dođe mi nije su pekamber. I zašto ne beš od nivното pleme, od nivната granka, nego prima za pekamber. Pоради hased, ljubomора. Zato ima ľuѓе некогаш не ги следат алимите, што се на сунетот на пекамберот салалаху алейхи ве селем, зошто не се пример од нивната нација, или нивната фарба, или нивната јазик. Да, затоа значи, кога ќе дојде вистината, примаа вистината. Од кого да биде? Бел, жолт, црн, голем, танок, дебел, слаб, не е важно. Иде со вистина, иде со аргументи, бојром. Немат аргументи, и да биде најбогат и најличен и не знаш што, џабе. Џабе, нема вредност. Исто, значи, имат луѓе што веруваат дека пекамберот салалаху алейхи ве селем е вистински пекамбер, но не го изговараат со устните. Ова не им вреди. Како неговиот чичко, Абу Талиб. Абу Талиб знаеше и направи една исто поезија. Лaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khayri adyanil bariyya dinan. Ја знам дека верата на Мухамед е најдобра вера. Види, тој вели ја знам. Алимту. Ја знам. Не вели ја мисла, може. Каде денеска многу муслимани што велат. Алимту. Знам ја со потполна, значи, сигурност. Но не му вредеше. Зошто? Не изговори шахадетот. Не изговори шахадетот. Но некој изговара како мунафиците, но не верува внатра. И ова не вредите. И ова не вредите. Да изговараш со јазик, а внатра да не веруваш. Значи треба да биде и тоа поврзани. Иначе не ти вреди, брат. Не ти вреди. Колку сакаш можеш да правиш и да мислиш. И на крај شيخ صالح الفوزان حفظه الله بيلد فلا تأتي بعبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم. Nemoj da ideš u neku ibadat što nego nema legitimen prano pekambera sallallahu alejhi ve sellem. Wa in kana qasduka hasan. Iako možda tvoja namera je dobra. Znači ti ima dobra namera. Nemoj da ideš u drugi ibadat što nego nema legitimirano pekambera sallallahu alejhi ve sellem. Iako može biti tvoja namera dobra. Wa in kunta turid al-ajr. Iako može biti sakaš ti da imaš ajr, nagrada, sevap. Lakin hada amelun batil. Ova delo je uništeno. Znači ako tu ideš su nov ibadet, što nema znači baza, kaj pekambero sallallahu alaihi wa sallam. I veli šeh Fuzan na kraj, en nijetu la tekfi. Nijetot ne je dovoljen samo, da imaš nijet dobar. Bel labud min el ittiba'. Morat da bidiš vo soglasnost со следење на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллам. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.